Почитуван господине Мицкоски, почитувани братеници, почитувани браќа и сестри македонци, пород и државјанство, почитувани дами и господа. Сдруженијата на македонците и децата бегалци од Егејскиот дел на Македонија и нивните сојузи, Сојузот Македон, на 6-та светска средба на децата бегалци и насилно прогонети македонци од Егејскиот дел на Македонија за време на Балканските војни, Првата и Втората светска војна и граѓанската војна во Грција, на 1 јули 2023 година во Македонската академија на науките и уметностите во Скопје утврдија резолуција. Прво, остануваме посветени за трајно решение на македонското прашање врз основа на веќе апсолвираното универзално, неотугиво, неотстапно и неприкосновено право на самоопределување и самоидентификација на македонскиот народ на сопствена држава Македонија и враќање на граѓанските, имотните и наследните права на насилно прогонетите македонци од Егејскиот дел на Македонија, во директни преговори со владата во Грција и со иницијатива за македонско-грчки договор за остварување на овие права. Второ, врз основа на одлуките на референдумот од 8 септември 1991 година и референдумот од 30 септември 2018 година, бараме безусловно раскинување на договорот Заев-Борисов од 1 август 2017 и спогодбата Димитров-Коцијас од 17 јуни 2018 година за промена на името на државата Македонија и идентитетот на македонскиот народ. Трето, бараме безусловно распуштање на македонско-бугарската и македонско-грчката меѓувладина комисија за ревизија на македонската историја, со цел Македонија од држава да стане територија без македонски народ и историја, чии администратори ќе бидат Атина и Софија, и ја отфрламе октроираната политичка историја на македонскиот народ и Македонија во овие комисии договорена. Четврто, предлагаме историско помирување на македонскиот народ со соседните народи и договори за траен мир и добрососедство на државата Македонија со соседните држави, но врз основниот принцип на меѓународното право на суверена еднаквост, што подразбира взаемно разбирање и почитување, соработка со сите по сите прашања од заеднички интерес, немешање во внатрешните работи на суверените држави и реципроцитет во меѓусебните односи. Петто, бараме безусловно продолжување на членството во Обединетите нации под единственото државно име Македонија, без латинична транскрипција на македонскиот јазик, туку на англиски јазик Republic of Macedonia, со меѓународниот код МК односно МКД и нотификација на македонскиот народ и македонскиот јазик на англиски јазик Macedonian People и Macedonian Language, независно од историските хипотеки, окупацијата врз Македонија и геноцидот врз македонскиот народ од Балканските војни 1912-1913 година, кој се уште трае. Шесто, простуваме, но не забораваме, бараме извинување и репарации за штетите по животите и имотите на убиените и насилно прогонети македонци и за експлоатацијата на природните археолошките богатства на Македонија под окупација од Балканските војни до денес. Седмо, бараме почитување на правата и слободите на македонците во соседните земји на државата Македонија, како еднакви со еднаквите и равноправни со равноправните, кои представуваат неотугиви и нераскиливи делови на македонскиот народ, правото на собир, здружување, образование, информирање и вероисповед на мајчин македонски јазик. Осмо, бараме собранието и владата да ја спроведат резолуцијата за бегалците од војните действија во Република Грција за време на граѓанската војна и Втората светска војна, донесена на седница на собранието на Република Македонија одржана на 27 август 2018 година. Девето, повикуваме на семакедонско помирување и обединување заради одбрана на името на државата Македонија и идентитетот на македонскиот народ. Десето, изразуваме искрена благодарност на земјите кои ги прифатија децата бегалци од граѓанската војна во Грција, Руската Федерација, Полска, Чешка, Словачка, Романија, Унгарија, Бугарија, Узбекистан, Хрватска, Србија, Словенија, Албанија, Канада, Соединетите Американски држави и Австралија, и на меѓународните организации кои го организираа прифатот, Високиот комесаријат при Обединетите нации за бегалци, УНХЦР, Меѓународниот црвен крст и црвената полумесечина и Македонскиот црвен крст. Ним ќе им се доделат посебни признанија.
10.11. Ова резолуција влегува во сила со незиното утврдување, а ќе се достави до Обединетите нации, Европската унија, Советот на Европа, ОПСЕ, НАТО и нивните земји членки. На крај само би додал, изразуваме искрена благодарност до Македонската академија на науките и уметностите, председателот на МАНУ професор доктор Љупче Коцарев, затоа што за прв пат во својата историја ги отворија своите порти за македонците од егејскиот дел на Македонија. И затоа оваа академија држиме во овој амфитеатар. Меѓутоа, мора да изразиме разочарување покрај поканите, своето присуство на оваа академија и преспоменикот во паркот Жена Борец, каже собранието, го откажаа председателот на републиката, владата и собранието. Нека име